Почитувани присутни, во интерес на времето, почнуваме веднаш. Вчера ги добивме заклучоците од Советот за општи работи од Луксембург, заклучоци кои што ја вреднуваат и ја признаваат нашата работа и дома во однос на реформската агенда, но и нашата нова надворешна политика, која што не трга поглед од проблемите, туку ги гледа директно и ги решава. Но ќе бидеме, се разбира, задоволни кога ќе ја добиеме и одлуката на есен и кога ќе бидеме во организација на првата меѓувладина конференција што сакаме да се одржи во декември оваа година. Мислам дека сме блиску. Голем дел од аналитичарите, новинарите што го пратат овој процес и вон нашата земја велат дека и сега не е многу згодно, соодветно да не се поддржи Северна Македонија. Убеден сум дека на есен ова ќе биде уште потешко. Пред нас имаме 2-2,5 месеци. Мислам дека треба да се фокусираме на една задача што не ја завршивме до крај, а тоа е иднината на специјалното јавно обвинителство преку донесување на двотретинскиот закон за јавно обвинителство. Тоа ни треба нам пред се, бидејќи граѓаните сакаат одговорност, а тоа ќе ни помогне да нема никакво оправдување за ниту една земја членка во септември и октомври годинава. Има уште пред вас на патот, но Северна Македонија веќе постигна многу. Јас сум оптимист за позитивниот развој и отвореноста на пристапните преговори до октомври. Денес ве охрабрувам да продолжите, да ви кажам дека не сте сами. Имате пријатели. Тие зборуваат добро за вас вчера во Луксембург. Мојата земја, Словачка, ќе продолжи да ве продолжува на вашиот пат кон Европска унија. Бидејќи покрај предизвиците, ЕУ е недобрата алтернатива за овој регион и за овој континент. Европската унија нема да биде завршена и цела без Западниот Балкан. Бидејќи веќе ги имаме заклучоците, јас би рекол дека се надевавме на повеќе, но гледам дека овие заклучоци се позитивни во секој случај. Има многу елементи во оваа раванка кои што треба да се земат предвид кога се размислува, и 28 земји со своите интереси. Повторно кога го читам текстот, не можам да не го доживам позитивниот контекст на текстот. Успехот, реформите и врската со нашите соседи, Бугарија и Грција, не може да се свати освен како успех. Исто така е важно дека ЕУ силно се поврзува со октомври оваа година. Оваа заложба е поддршка за нас да продолжиме на овој пат. Нема простор за емоции, мора да останеме разумни и свесни, нема време за фрустрации, мора да си ја задржиме енергијата за напорната работа и реформите кои што не очекуваат. Нема потреба од политичка борба за стратешките и заеднички цели. Време е да работиме заедно. Иднината не може да се подели на наша и ваша, не припаѓа на сите. За успех може да се сложиме сите дека Северна Македонија е добар пример во Западен Балкан, како што забележа комисионарот Хан во пакетот за продолжување. Цитирам: Северна Македонија постигна голем успех кон ЕУ интеграција. Земјата покажа својата заложба во приближување на ЕУ и постигна одлични резултати. Ништо не е дадено бадијала, секој збор, секоја запрка и точка во овој извештај е заслужен и заработен, резултат на напорна работа и посветеност, и знаење и стручност, акумулирани изминативе години во имплементација на и прилагодување на ЕУ законодавството. Реформите кои што
започнаа со плановите, со главна цел да се одржи и да се продолжат реформите според политичките критериуми, фокусирајќи се на европското законодавството, се успешно имплементирани. Денес можам да речам дека сме постигнале сите наши ветувања. Имаше многу емотивни и тешки одлуки, не беше лесно, ниту пак сите беа еднакво задоволни, но не можевме да отвориме поинаку. Ние сме единствена земја во регионот која што нема отворени прашања со соседите и единствена која што се консултира сепак со владата. Посакувам успешна работа понатаму на конвенцијата. Ви благодарам многу. Втората сесија продолжува на истото место овде после кафе паузата.